Секој истражување на музејот Теракота пишува и нови податоци во историјата на Виница. Секој нов наод кој археолозите го наоѓаат по темелните ископувања не се само збогатување на музејската збирка, туку и избор на информации за се она што се случувало на овие простори пред милиони години. Археолошкиот локалитет Коколов рид поамбициозно започна да се истражува од минатата година, иако на археолошката карта беше нотирано уште далечната 78. Ланската година беа истражени 2 од 4 тумули, а годинава во 2 недели се истражуваше тумул 2, како и римските погребувања кои што се наоѓаат во просторот помеѓу тумулите и му даваат уште поголемо значење на овој локалитет. Овогодишните истражувања, како и кабинетската обработка на материјалот од минатата година, дадоа сознание дека најстарите погребувања на локалитетот датираат од 9 век пред нашата ера, што воедно се и најстари погребувања од раното железно време на овие простори, велат од музеот Теракота. Оваа година, значи, истото беше потврдено со уште 3 кремации, од кои четвртата кремација беше со доста голем број на гробни прилози, наоди, значи, кои што потврдуваат доста дека се работи за женски гроб со богат гробен прилог. Пронајдени се керамички предмети, жртвеници, тоа се, значи, наоди кои што се карактеристични за североисточниот дел на Македонија и југоисточниот дел на Србија. Потоа пронајдени се една монета, исто така од оваа кремација, која што ќе го потврди датирањето на овој гроб и датирањето, значи, и на другите кремации. Пронајдена е една ламба, керамичка ламба и стаклен керамички унгвентариум и стаклен предмет кој што доста е оштетен, кој што треба да биде реконструиран и да видиме за каков предмет се работи. Според материјалните наоди, местото во периодот на бронзеното време најверојатно имало култна намена, пред да започне да се користи како некропола. Ваквиот карактер на култно и свето место го задржува се до 4 век, односно до продорот на новата христијанска практика на погребување. Локалитетот Коколов рид ќе продолжи да се истражува и следната година. Артефактите и научните сознанија последните 2 истражувачки кампањи ќе бидат презентирани од страна на археолозите од музеот на предстојниот научен симпозиум на Македонското археолошко научно друштво во октомври годинава. Веднаш потоа е предвидена голема изложба на која што и пошироката јавност ќе се запознае со ова значајно археолошко откритие.